Добар ден, почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата од станица до граница. Пријатно е задоволството што вечерва ќе ни гостуваат учесниците на еден меѓународен надпревар во Кенија од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија, поточно професорката Ани, професорката Софија и учениците Ангела и Лазе. Се работи за меѓународен надпревар кој што се одржува секоја година, на кој што гевгеличани прв пат учествуваат. Меѓутоа, ние реков дека пријатно е нашето задоволство да ја реализираме оваа емисија затоа што малку повеќе ќе се осврнеме и на самата земја, односно на Кенија, за каква земја станува збор и за каков надпревар исто така. Искористивме материјали, односно снимки од YouTube каналот, така што претпоставувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Интересна земја, африканска земја, која што има можеби повеќе од 41 милион жители. Кенија или официјално Република Кенија е држава во Источна Африка која се наоѓа на екваторот. Таа се граничи со Индискиот океан на североисток, Танзанија на југ, Уганда на запад, Јужен Судан на северозапад, Етиопија на север и со Сомалија на североисток. Кенија зафаќа површина од 580.000 километри квадратни и население од речиси 41 милион жители кои представуваат 42 различни народи и култури. Географијата на земјата е исто толку разновидна колку и нејзиното мултиетничко население. На бреговите на Индискиот океан има топла и влажна клима, која се менува во саванска прерија, богата со животински и растителен свет во внатрешноста, кон главниот град Најроби. Главниот град на Кенија Најроби се наоѓа до националниот парк. Државата е позната по своите сафарии по разновидните светски познати национални паркови, како што се Националниот парк Цаво, Масаи Мара, Националниот парк Накуру и Националниот парк Абердарес. Економијата во Кенија е најразвиена според бруто домашниот производ во Источна и Централна Африка. Земјоделството представува најголем работодавец во земјата, која во Европа извезува кафе и чај, а од неодамна и свежо цвеќе. Услужните дејности представуваат главни економски двигатели, пред се телекомуникацијскиот сектор, кој придонесува за 62% од бруто домашниот производ. Кенија е член на Источноазијската заедница и произведува светски спортисти, како што се светските шампиони Пол Тергат, Дејвид Рудиша и Вивијан Черујот.
Софија Тошева Раманчева, професорка во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Софија, добар ден, за прв пат во нашата емисија, иако постоиме 10 години со мала пауза од 2 години. Мислам дека сте за прв пат во емисијата. Да, за прв пат. Добар ден. Да. Имавте учество, значи, на еден меѓународен надпревар во Кенија. Тоа е поводот за денешното ваше гостување во нашата емисија, па би сакал малку повеќе околу овој надпревар, вашите искуства, вашите впечатоци кои што ги носите од Кенија. За каков надпревар станува збор? Станува збор за меѓународен надпревар во повеќе категории, 6 категории. Во која категорија бевте? Да, нашиот проект беше во категоријата енергија, едниот проект, а другиот проект со другиот ментор беше во околина, во заштитата на околината, на животната средина. Да, така. Надпреварот како впечаток премногу голем и прекрасен впечаток, затоа што организацијата беше премногу добра, во приватно училиште беше надпреварот, турско училиште. Направено на тој начин што организирано многу држави, од цел свет држави, со многу учесници. Секоја категорија имаше 4 судии, кои што одат од штанд на штанд и се ги поставуваат прашањата кои што ги оценуваат. Сето тоа беше од наутро до поручекта, значи одвивањето на надпреварите. Колку дена бевте во Кенија, со оглед на тоа што претпоставувам тука спаѓа и самото патување, и колку дена се одвиваше надпреварот? Дали секојдневно имавте активности? Надпреварот беше еден ден, значи тоа беше финалето, главниот ден, еден ден. Се вкупно бевме 5 дена, меѓутоа тоа беше првиот ден надпреварот, вториот ден имавме активностите, беа прошетката низ градот Најроби и сафарито што не одведоа. После тоа имавме третиот ден беше културниот ден и тој ден исто така добро организирано. Секоја држава си имаше штанд, требаше да направи изложување на својата култура, традиционална храна, традиционални облеки или прикажано културата на државата прикажана преку игра и песна. Друго, една вечер не однесоа на вечера кај професори од училиштето. Значи секоја држава во посебна фамилија на вечера. И така, значи организирано ни беше од почеток, од наутро до вечер, секој ден, 5 дена. Софија, на кој начин се одвива презентациите на проектите? Дали целосно можевте, имавте простор, време да го изложите тоа што сте го направиле, затоа што вие влеговте во финале, значи имавте предквалификации? Вака сега, секој проект си имаше бројче и знамето од која држава доаѓа, штанд кој што не требаше да го уредиме. Тоа ни беше спремено од тука, од тргнувањето. Го направив. Имавме време, период од 1 час за тоа да го средиме. И сега, кога судиите се движеа еден по еден, значи не сите 4 заедно, туку еден по еден движат, и секој ученик се го презентира проектот пред судиите, со тоа што менторите во моментот на презентацијата не требаше да бидат во близина на проектот. Така да, тоа беше така поважниот дел околу презентацијата на проектите. Оставаат учениците сами да го презентираат, сами да се снаоѓаат. Да, тоа беше оставено учениците сами да презентираат, да немаат помош од менторите во тој момент. Морам да прашам, велиш дека не може да бидете присутни, меѓутоа имавте ли можност да видите со што другите земји настапуваат, значи какви се нивните проекти? Да, тоа значи отворено.
се прошетавме, ги прошетавме сите штандови, на сите држави, на сите проекти. Проектите беа прекрасни, многу идеи. Младите имаат идеја. Така, земји учеснички, од каде неколку барем наброј? Од цел свет? Да, земјите беа од цел свет, од Европа, покрај македонците, имаше од Естонија, Босна и Херцеговина, Косово, Мексико, Соединените американски држави, Украина, Русија, Белорусија, понатаму Ирак, Иран. Претежно, значи од секаде, од сите краеви во светот. Нешто би прашал, не знам, значи колку оваа информација ја знаете или не ја знаете, дали Македонија досега има учествувано на овој надпревар? Затоа што барем по оние фотографии видовме дека и ученици од Јахе Кемал, мислам, од Скопското училиште беа присутни со вас. Да. Тоа ќе го видат и нашите гледачи. Приватното училиште, приватната гимназија Јака Хемел учествувала и порано на овој надпревар во Кенија. Мислам дека оваа година им беше 4-та поред. Значи веќе надпреварот се познава, се знае. Кои се твоите впечатоци од Кенија, од нивната култура, од нивната традиција? Значи барем она што можеме да го видиме на интернет, ни се чини, не знам колку сум во право, дека е сиромашна земја, но со што вие се соочивте? Преголемо искуство. Кенија влегува во неразвиена држава. Од сега ќе ви зборувам од економски аспект. Бруто домашен производ пер капита е $800 по глава жител, а ние Македонија имаме $3,000 по глава жител бруто домашен производ. Самото ова покажува дека државата е сиромашна, со многу строги граници помеѓу богати и сиромашни луѓе. Каде што сиромашните луѓе се многу повеќе и работат за месечна плата од $70 до $100 месечно, додека богатите луѓе се издвоени, живеат во посебни во предградието на главниот град, кои што се занимаваат со многу богати, а мал број на луѓе и се занимаваат главно со трговија, увоз и извоз. Имавте можност, рековте, да го презентирате нашето училиште, нашата култура. Што тие ви презентираа, што тие ви понудија како домакини? Како домакини што ни понудија? Па вака, играта им беше на прво место, играта и танцот. Нивните носи, како да ги наречеме, нивната облека на нивните племиња. Една игра беше баш облечени како во племињето, што племенска облека. Храната нивна ја презентира, значи тој културен ден, на нивниот штанд огин направија од дрва на земјата и таму готвеа, храната ја готвеа на лице место. Буквално традиционално. Така, значи искуството, предпоставувам, вреди, како што кажавте. Дали би се опуштиле повторно на една ваква, ако може да ја наречам на водици, авантура? Па зошто да не? Имавме големи припреми пред да одиме во однос на здравствена наша заштита. Таму, поинаква клима, тие ендемични болести што се присутни во тој дел од државата, да бидеме заштитени. Па веќе сме доживотно заштитени од тоа и не ни треба тие подготовки. Може и до година, само нека има ученици кои што ќе сакаат да работат и би учествувале. Зошто? Да биде нашиот прилог комплетен, се одлучивме да ви представиме и неколку видео реклами кои што се презентираат во состав и во корелација со овој надпревар. Сосема професионално и сосема во ред. Ќе видите како тоа кенијците се грижат да ги привлечат странците, односно да го привлечат вниманието и со надпревари за средношколците.
Ани Костадинова, професорка во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија, исто така учесник на меѓународниот натпревар во Кенија со свој проект и со своја ученичка. Ани, значи како поминавте и со каков проект учествувавте на овој меѓународен натпревар? Се надевам дека и искуствата ќе не ги пренесеш од тема. На овој меѓународен натпревар учествувавме со еден проект на кој сме и учествувале и во Турција, каде што освоивме прво место, а тоа е заштитен ефект на витамин С и витамин Е при оштетување на црниот дроб од тетрахлориди. Тоа се соединенија кои што се користеа, можеби и уште се користат во посиромашните земји, во климатизери, фрижидери, аерораспрскувачи, разни разладни системи и така натаму. Овој проект го проширивме, го продлабочивме заедно со ученичката Ангела Костадинова. Го работевме на Институтот по биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, каде што добивме навистина загрижувачки резултати за влијанието на овие гасови, хлорните соединенија, како хлорфлуоројаглеродите, карбон тетрахлоридот, кој што ние го испитувавме. И со истиот овој проект, еве, со малку попроширен, учествувавме и на овој меѓународен натпревар на истражувачки проекти во Најроби, во Кенија. Како поминавте? Значи, освоивте бронзен медал, но каква беше презентацијата и оценувањето, бодувањето? Дали имавте можност да се запознаете со критериумите? Да, имаше и претходно дадени критериуми по кои ќе бидат оценувани проектите. Тоа бе еден од критериумите беше начинот на кој што е напишан самиот проект, дали содржи хипотеза, дали содржи истражувачки дел, дали има резултати, анализа и така натаму. Потоа начинот на презентација на проектот, изработка на флаери, банер на кој што ќе бидат напишани сите активности во врска со проектот, резултати, анализа, дискусија, секако и начинот на кој што ученичката го презентира проектот. Мислам дека пред малку разговаравте и за тоа со Софија и со Лазе. Како одеше тоа? Тоа беше една голема манифестација на плоштадот, можам да кажам, на училиштето Light International School. Тоа е меѓународно училиште, каде што секоја држава си имаше свој штанд, слободно можам да кажам, на пано на која беше изложен постерот, масичка на која може да се приложат други. Така и од фотографиите нашите гледачки. Така се гледа од фотографиите. Сите можеа да го погледнат нашиот проект, ние можевме да ги погледнеме сите други проекти, да добиеме некоја идеја, да видиме што работат другите земји. Жирито од 4 члена поминуваше, си презентираа децата, си објаснуваа и после неколку дена ги добивме резултатите. Инаку морам да ви потенцирам и ова, дека двата проекти со кои ние учествувавме на овој меѓународен натпревар, и во двата проекти се вклучени и двата ученика. Така да и Ангела Костадинова и Лажа Раманчев работеа на овој проект, а исто така и на другиот проект. Но мора одделно да ги презентират, и токму заради тоа велиме дека секој од нив доби 2 бронзени медали, една за едниот, друга за другиот проект. Така, натпревар како натпревар не би бил таков каков што е, доколку штом се работи за меѓународен, доколку не се запознаете малку повеќе со самата култура, со начинот на живот, традициите на земјата и така натаму. Во овој случај Кенија. Како биолог, претпоставувам дека носите посебни впечатоци, посебни импресии од самата земја. Барем тоа и во предразговорот можевме од вас да го чуеме, затоа што се работи за африканска земја која што климата, поднебието, самото поднебие е многу поразлично од европското. Да, навистина различно. Едно доживување кое што мислам нема да се повтори, можеби ќе се повтори, не знам. Се наоѓавме на 0 географска ширина, точно на екваторот. Градот Најроби, односно Нигерија, е 1 степен северно, 1 степен јужно од екваторот, но бидејќи е поисточно, тука преовладува субсахарската клима,
односно има многу савани. Тука се саваните, афричките савани, а одејќи по на запад веќе доаѓаат тропските прашуми во Танзанија, кои ние немавме можност да ги видим. Но саваните се прекрасни. Имавме можност 3-4 часа да направиме едно сафари во Националниот парк во Најроби, каде што директно бевме во контакт со дивината на Африка, која што беше доста питома. Така да тука го видовме дворогиот носорог, кој што е, така да кажам, карактеристичен за Африка, за разлика од еднорогиот кој е во Азија. Видовме лавови, и машки и женски лавови, кои стоеа пред нас, не гледаа, ги сликавме. Видовме леопард, ги видовме африканските ноеви, кои што тука се викат нанду и ему, ноевите, антилопи, зебри, Каков е растителниот жирафи, свет? жирафи. Од фотографиите се гледа. Меѓутоа, каков е растителниот свет? Значи, вие ми пративте многу фотографии од Кенија. Вака во Кенија климата е во текот на цела година некаде 20 до 25-6 степени, константно е таква климата. Овој период кога ние бевме во почетокот на април и во ноември, они го сметаат за дождлив период, но да ви кажам право, нашите дождови се многу пострашни од нивните. Тука секое утро по 10 минути врне помалце, цел ден е сонце, после вечерта 10 минути врне, значи секој ден по 2 пати на ден врне и ја создава таа влага која што е тука. Инаку Најроби е на надморска висина од 1670 метри, а немате представа дека сте толку високо, затоа што таа е огромна висорамнина, на која што е градот. Само ако погледнете нагоре ќе видите ниски облаци, ниско сонце, што ви кажува дека сте на вистина доста високо. Оваа клима која што владее тука овозможува живот и за луѓето, и за животните, и за растенијата, и за бактериите, и за вирусите, и за сите. Токму заради тоа е тука малку по-опасно, по-ризично, бидејќи тука се маларичните комарци, кои што можат да ја пренесат маларијата, комарци кои пренесуваат жолта треска, а во посиромашните делови на Кенија сигурно има и сида, и ебола, и тие работи. Меѓутоа ние се заштитивме, се вакциниравме. Градот е многу убав, многу среден, има трговски центри со обезбедувања, прекрасни паркови, прекрасни кои може да ги видите од сликите. Сите растенија кои што ние ги садиме и во нашите паркови ги има таму, но таму се джиновски. Божикната ѕвезда, еве како пример, Божикната ѕвезда што ни ја продаваат, ја купуваме за Божик, тука е цело дрво со црвени листови, огромно. А ние ја заштитуваме внатре, значи огромни дрвја, огромни растенија во парковите, филодендрони. Во секоја емисија се обидуваме да направиме и една фото приказна. И овој пат од Facebook профилот на овој надпревар ќе ви понудиме неколку фотографии од учесниците на самиот надпревар.
Кажи ми со каков проект учествуваше и како поминав? Да, значи сите проекти претходно се подготвени дома со сите подготовки, а мојот проект беше истиот проект кој што бев и во 2016 година на двата надпревари. Да, ќе те прекратам затоа кажав дека минатите години ги ја следевме активноста, твојата активност се работи за проект кој што бележеше успеси. Да, се работи за истиот проект, истото црево со кое што правам топла вода и со тоа се надпреварува во Кенија, односно во главниот град. Затоа што нашата емисија од неодамна стартуваше повторно, не сме ги информирале нашите гледачи за каков проект конкретно станува збор, рече дека црева од кој што се произведува топла вода. Може ли малку поконкретно и малку повеќе околу ова? Па тоа е всушност еден сончев колектор, значи тој ја користи сончевата енергија за да произведува топла вода. Има капацитет од 23 литри и е многу ефтин за купување и е многу едноставен за изработка. Затоа мислам дека нас не примеа на таков надпревар кај што може да им користи и кај што можеме да оствариме продажба. Така, Кенија како Кенија, претпоставувам носите искуства, носите импресии, впечатоци, како ја доживеа ти? Да, па ви рекол дека Кенија е многу добро искуство кој што барем некој кој што сака авантури, така не секојдневни, би требало да го искуси, бидејќи таму постојат работи кои што ги нема овдека во Европа, како например некои диви животни, култура на луѓе, начин на однесување, начин на разговарање и всушност имаат и многу други разлики, како например во јадењето, како го поминуваат денот, каде одат и која е нивната слобода. Така, во однос на младите од Кенија и нашите млади, се чувствува ли некаква разлика? Па да, се чувствува разлика, бидејќи Кенија не е толку слободна држава, не можеш толку слободно да се движиш. Сите млади се ограничени на еден простор, на едно училиште, како например ова нашето. Тие се ограничени тамка и не смеат да одат понатаму. Бидејќи, како што не рекоа на нас, е многу небезбедна земја, значи на вечерно време може да има кратци, може да има некои работи кои што се непријатни. Така, значи ние живееме малку послободен живот. Да, ние живееме малку послободен живот и поубав, јас би рекол, меѓутоа има и убавени, како секоја држава и таа си има своји убавени. Верувам дека и другите учесници, значи оние кои што се од Гевгелија ќе кажат какви импресии носат, меѓутоа јас би сакал лично да те прашам што ти остави впечаток, што видовте во Кенија, каде ве прошетаа кенијците? Па мене најмногу впечаток ми остави нивната држава, самата организација на нивната држава и како тие се однесуваат, значи која е нивната култура, бидејќи многу се гостопримливи. Тие покажа огромна почит и гостопримливост кон нас, само со тоа со помислата дека дојдовме многу далеко во нивната држава на овој надпревар и тие сите се добри, значи нема некој да те презира или да ти каже нешто лошо. А исто така голем впечаток ми оставија и дивите животни кои што ги видов во ве прошета ли сафари? Да, значи кај нив е карактеристично она сафари кој што се возиш низ еден како национален парк. Не е национален парк, меѓутоа тој е како ресорт за диви животни и таму можеш да видиш секакви животни на 10 метра од тебе, како жирафи, антилопи, лавови, леопарди, значи такви животни кои што ги нема овдека во Европа, да ги видиш слободно. Така, значи убаво искуство. Можеш ли да направиш паралела помеѓу надпреварот во Америка, мислам дека беше претходниот, со овој проект и овде во Кенија? Постои ли разлики во организацијата, во можеби бодувањето на самиот проект? Вие го освоивте тука третото место, ако? Освоивме бронзен медал, значи немаше место. Тоа беше надпреварот. Да, меѓутоа влеговте во финале. Да, значи имаше 60 финалисти и на тие 60 финалисти на сите им се доделува медал. Значи нема места, туку се добива бронзен, сребрен и златен медал, додека најмногу освоја бронзен, 14 души освоја сребрен и останатите 12 освоја златен медал, а тие што добиваат златен медал добиваат и парична награда. Сега во споредба со оној во Америка, значи оној во Америка е многу попрестижен надпревар, со многу повеќе спонзори, располагаат со многу повеќе пари и ресурси за разлика од Кенија, меѓутоа би рекол дека искуството во Кенија е подобро од она во Америка. Да.
Зошто подобро? Јас претпоставувам, меѓутоа Бидејќи во Америка не ја видовме културата, не возија на брод и тоа е тоа. Овдека можеш да го почувствуваш духот на народот, можеш да го почувствуваш животот, значи каков живот живеат тие. А американците се американци, како што би рекле. Да. И таму се борат за прво, второ и трето место, бидејќи имаат огромни парични награди. Така, нешто друго од Кенија, се дружевте со македонците или пак воспоставивте контакти со останатите земји, оние учеснички на превод? Значи имаше учесници и од Албанија, имаше учесници и од Косово, имаше учесници и од Украина, значи овдека ние соседите и мислам дека си поминавме добро со нив. Се запознавме и со други деца, имаше представници од Америка, имаше представници од Мексико и така воспоставивме некој контакт кој што верувам дека ќе остане. Ќе продолжи. Да. Каде лазе понатаму? На кој факултет? Па на кој факултет? Па би рекол дека нешто поврзано со енергија, со зачувување на енергија, со зачувување на животната среда, значи како може да се искористи оние расположиви ресурси на енергија кои што ги имаме, а да не се фокусираме на нафтата која што за жал еден ден ќе се истрпи. Гледаш во тоа перспектива, претпоставувам. Да, гледам во таа перспектива и мислам дека е добра перспектива. Лазе, ако немаш што да додадеш, јас ти благодарам за разговорот, ќе ги следиме твоите резултати и успеси понатаму и секој пат сме на располагање доколку нешто треба. Ви благодарам. Емисијата не би била емисија доколку некој пат во неа и не ви презентираме музички точки. Меѓутоа, овој пат во дослуг со она што го презентираме денеска, она што го работиме денеска, една традиционална песна од Кенија. Yangu wasenesi makire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe yangu wasenesi makire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe yangu wasenesi makire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe. Bagari. Yango se
Ангела Костадинова, исто така учесник на меѓународниот надпревар во Кенија. Ангела, професорката веќе ни кажа за и околу проектот, меѓутоа јас би сакал да прашам кои се твоите искуства, како помина на овој надпревар? Па ние поминавме супер на овој надпревар. Запознавме многу личности, многу деца од други земји, од други држави. Воедно, можеби најмногу се запознавме со деца од Ангола, исто од Кенија, и воедно искуството беше супер. Така, колку што можев да забележам, на надпреварот имаше повеќе учесника од повеќе места од светот. Колку ние се носевме, се државме како земја на некој начин со проектот кој што вие го презентиравте? Односно, каде сме? Дали, штом сте влегле во финале, значи сепак вредиме? Една споредба со другите проекти. Па да, ние секако нашите проекти ние вредиме. Земавме трето место, така да мислам дека беше еден од подобрите проекти. Така, Кенија како земја, како ја доживеа? Кенија како земја е супер. Супер поминавме. Растителниот свет е многу добар. Супер е. Така, имавте можност да прошетате и по градот. Да. Колку сме различни, колку сме блиски со нив? Па, не сме многу различни, но и не сме многу блиски. Што значи тоа? Тоа значи дека тие живеат посиромашно од нас, но сепак се исто луѓе како нас и така. Ти за прв пат си, предпоставувам, во Африка, меѓутоа е за прв пат на ваков надпревар. Да, ова ми е прво искуство, бидејќи уште сум прва година и така. Ангела, значи, рече прв пат на ваков надпревар, предпоставувам дека понатаму ќе продолжиш во животот, да бидеш активна пред се. Што би им порачала на нашите ученици? Па, да можат да се вклучат во вакви проекти, бидејќи стварно искуството е супер. Се запознавме, како што реков, со многу деца, земавме трета награда, отидовме во финале и супер. И се запознаваат со нови култури, нови традиции. Да, да. Благодарам и ти пожелувам и понатаму успех и учества. Благодарам, фала и на вас. Се надевам дека вниманието го задржавме, иако целата емисија посветивме на Кенија, ја посветивме на меѓународниот надпревар во Кенија, на кој што учествуваа токму ученици од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Васко Трајков и Тони Аврамов ве поздравуваат и оваа емисија и ви пожелуваат пријатен викенд, но и пријатна работна недела. Довидување. Don't take it away. Don't you deny me. Whether you love me like ice, I'll wait patiently. You'll always be my vibe.
your love.